Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Десетици илјади на протест во Белград се бара одговорност за последиците од корумпираниот систем. Спасувачка акција во Мавровското езеро, силните струи влечеле превртен чамет со 2 лица кон хидроцентралата. 34 годишен мотоциклист од Скопје загина во сообраќајка во Влае, моторот преполовен од ударот. Партијата се консолидира, тврди Филипче, како единствен кандидат на изборите за лидер на СДСМ. 23.000 партиски членови утре ќе гласаат за нов мандат. Мицковски не ја коментира промената на судските одлуки. СДСМ го обвинува за партизација на судството. Стармер со повик за засилен притисок врз Путин. Куба остана без струја. Овие вести се вклучуваме во живо од Белград со детали за студентскиот протест. Станете со нас, почнуваме веднаш. Десетици илјади граѓани се собраа во Белград, каде според најавите во овој момент веќе официјално е почнат големиот протест предводен од студентите. Главниот собир се одржува пред Народното собрание. Оттаму во живо во овие вести го имаме колегата Александар Спасовски. Александар, што се случува во овие моменти во Белград? Иван, извини, но не можам да те слушнам, па и затоа и не слушнав точно што ме праша. Можам да пренесам дека овде во Белград навистина има огромен број на луѓе овде пред собранието. Веројатно е чудно што се наоѓаме на место каде што практично и нема гужва, меѓутоа ова е единственото место каде што во моментов можеме да најдеме било каква конекција, без разлика дали станува збор за интернет или пак за телефонска врска. Ние практично во моментов се наоѓаме на местото кое што функционира на некој начин као централен и команден штаб на студентите, од каде што тие се организираат и ги организираат и денешните протести. Момент со неколку страни на градот, мислам дека имаше 5 или 6 собирни точки во Белград, сите луѓе пристигнаа пред Српското собрание, каде што се е централниот настан. Според она што е најавено, во 17 часот студентите ќе ги прочитаат своите барања, потоа има најавен настап на студентскиот хор и за некаде околу 19 часот најавено е 15-минутно молчење во чест на оние кои што загинаа во несреката на железничката станица во Нови Сад, и некаде околу 20 часот најавена е голема бука, како што велат организаторите. Според оно што успеав да го добијам како информација, огромен број на моторџи кои што во моментов се наоѓаат тука, според проценка на организаторите некаде над 7-8 илјади луѓе ќе ги запалат моторите и ќе ја дигнат, како што тие велат, најголемата врева која што досега ја слушнал Белград. Од она што можам да го кажам, ова е еден од веројатно и собир со најголем број на луѓе на кои што јас лично сум присуствувал. Според некоја проценка овде денеска треба да има над 100.000 луѓе. Од она што може да се забележи атмосферата барем до овој момент е мирна, иако може да се забележи, не знам колку може камерата да забележи, ова е Српското собрание од задната страна, целосно е обиколено со полициски службеници. Малку ќе се повлечам од кадарот за да може да се забележи како се обезбедува овој објект. Она што создава тензија во целата оваа ситуација е што спроти собранието има една друга група на луѓе кои што го поддржуваат актуелниот претседател Вучич и неговата власт. Според она што го добив како информација од српските колеги, станува збор за некаде помеѓу 2 и 3 илјади луѓе, за кои што тие велат дека се практично луѓе кои што овде дошле подготвени да предизвикаат инциденти. Успеав да видам
имам некои фотографии од српските колеги каде што може да се забележи дека тие имаат и палки за бейсбол, најразлични фантомки, подготвуваат и камења. Меѓутоа до овој момент морам да кажам дека ситуацијата овде е навистина мирна, се води прилично голема сметка за тоа да не бидат предизвикани инциденти. Целиот потек помеѓу оваа група која што се наоѓа пред градското собрание, кое што е спроти Народното собрание, и ова собрание тука меѓу нив има наместена една тампон зона која што практично обезбедуваат самите студенти, помогнати од поранешни припадници на безбедносните, специјалните безбедносни служби. Тие со црвени беретки тука исто така помагаат да се одржи редот и како што кажав, барем до овој момент се уште немам никакви инциденти. Имав можност да разговарам со дел од присутните денеска овде на протестот. Велат дека целта е да се стави крај на владењето на актуелната власт на председателот Вучич, бидејќи како што велат со години биле загушени во скандали и корупција. Имаме дел од изјавите кои што ги снимивме од луѓето кои што присуствуваат на денешниот протест. Како очекувате се ова да заврши на крајот и кога? Pa nadamo se da će otići, pasti, šta kako god, ne znam. Ovo je prevršilo 12 godina ludila i pre njih i tako dalje. Nadam se da ćemo promeniti, nemam pojma. Nadam se da hoćemo. Со месеци живеете во една ваква атмосфера каде што има секој ден протести, па и немири. Како се живее во Белград, во Србија? Pa sve je teže, mislim, sve više korupcije na sve strane, stvarno je postalo nepodnošljivo za živeti. Pa dok vlast ne padne, teško se može završiti. Oni su ovo napravili i treba da reše što pre. Kako očekuvate cela ova kriza da završi? Lepo, na lep način da se preda, braćo moja, preda vlast deci ovoj, da se na lep način, da vojska popusti, da policija pusti. To je moja želja. Da ne bude krvi, da ne bude ničega, brate, ni ranjenog. Da se ovaj narod oslobodi zla. Kako očekuvate se ova da završi na kraj? Slobodom. Svi treba da budemo slobodni, mislim da zaslužujemo slobodu, jer smo jedan dobar pravoslavni narod i stvarno ne zaslužujemo ovakvu totalitarističku vlast i ugnjetavanje koje traje već decenijama, jer ovo je stvarno postalo više nepodnošljivo. Александар, гледаме огромен број на демонстранти во Белград. Сите меѓународни институции, Европската унија ги повикаа властите во Србија да им го овозможат правото на студентите на протест и на сите граѓани кои што се излезени на улица. Спомена дека има голем број на обезбедувања. Има ли досега регистрирано некакви инциденти? Иван, според информациите кои што ги добивам, тешко е да се дојде до нив, имајќи предвид дека Белград е огромен град, а протестите се практично во целиот град. Според оние информации со кои што располагам до овој момент, има приведено едно лице кое што провоцирало пред оној камп на поддржувачите на Вучич. Според некои информации, една жена е повредена во текот на протестите, но сепак ова се мора да се каже прилично ситни инциденти, имајќи предвид колку многу луѓе присуствуваат овде во Белград. Како што веќе кажав, целиот настан е прилично добро организиран. Овие момци кои што трчаат во жолто облечени, сите што се облечени во овие жолти лечиња се практично организаторите на протестот и тие прилично добро се грижат да нема инциденти. Можете да забележите како се растрчани постојано, меѓу себе комуницираат со мотороли и може и да се каже дека и луѓето кои што присуствуваат овде во најголем дел се млади луѓе, можам да кажам над 60-70% се млади луѓе, меѓутоа и оние повозрастните немаат никаков проблем да се покорат на наредбите, на она што го добиваат како информација од овие студенти кои што ги организираат протестите. Да, Александар спомена дека има две групи на демонстранти, официјално организаторите на протестот, студентите, меѓутоа има и друга група на демонстранти. Има ли присуство на политички представници, има ли некој од опозицијата кој што се приклучи на денешниот протест? Јас овде во овој дел пред собранието не можев да забележам, меѓутоа како што кажав, овде има неколку десетици, можеби и 100.000 луѓе пред српското собрание.
Овде забележувам сега еден обид да се влезе од задната страна на собранието, меѓутоа полицијата нема проблем тука со овие демонстранти, имајќи предвид дека тие не се насилни. Можам да кажам од она што го добив како информација, разговарав со дел од студентите, една од нивните главни цели е да бидат прилично дистанцирани од сите политички структури, вклучувајќи тука и опозицијата. Тие постојано бараат нивниот протест да не се политизира и од тука мислам дека во овој дел овдека каде што сум не можев да забележам припадници на српската опозиција како дел од овој протест. Да, Александар, официјално протестот стартуваше пред малку, заедно со колегата Александар Трајковски останувате во Белград. Со најновите информации ве очекуваме повторно во живо во Централниот дневник во 19 часот. Благодарам за ова вклучување. Спасувачка акција во Мавровското езеро. Силните струи влечеле превртен чамец со 2 лица кон хидроцентралата. 34 годишен мотоциклист од Скопје загина во сообраќајка во Влае, моторот преполовен од ударот. Успешно заврши спасувачката акција во Маврово. Според последните информации, екипи на МВР и ренџерската служба на Националниот парк Маврово, како и локални жители, успеале да ги извлечат двете лица од Мавровското езеро, кои според првичните сознанија предпладнево со чамец се движеле низ езерото и во еден момент налет на ветер им го превртел пловилото и тие се нашле во водата. Последните информации за случувањето на терен ги слушаме од изјавата на директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Ангелов. Тимот на тигрите со хеликоптер стигна на лице место со чамец од случајни рибари кои што беа на брегот, тргнаа кон лицата кои што се држеа за превртениот чамец, но во меѓувреме тие успеаја да го вратат чамецот во првобитна состојба, односно во пловечка состојба и се вратија во чамецот. Со помош на хеликоптерот кој што летал над чамецот е помогнато да дојдат до брегот, каде што ги пречека екипа на итна медицинска помош и редовната полиција. Значи акцијата успешно се заврши? Да, успешно, благодарам за сите кои што учествува, бидејќи беа вклучени повеќе субјекти, почнувајќи од ХЕЦ Маврово, кој што веднаш ја стопира хидроцентралата за да нема струење, дополнително во водата редовните полицајци кои што беа веднаш на лице место, тигрите кои што исто така дојдоа, хеликоптерската единица, ренџерите од Националниот парк Маврово. 34 годишен мотоциклист од Скопје загина по сообраќајката која синоќа се случила во населбата Влае. Во несреќата учествували и 2 автомобили, Фијат Панда и Пежо. Од снимките и фотографиите објавени на социјалните мрежи се гледа дека моторот е преполовен. 24 годишниот возач на возилото Фијат Панда од Буковиќ бил приведен, информира од секторот за внатрешни работи Скопје. На Карил почина мотоциклист поради тешките повреди здобиени во сообраќајката која вчера вечер се случи во Влае. Од сликите и снимките објавени на социјалните мрежи се гледа дека моторот е преполовен, а улицата неколку часа била затворена за сообраќај. Во несреќата се судриле 2 автомобили Фијат Панда и Пежо и мотоцикл Сузуки. Возачот на моторот со брза помош веднаш бил префрлен во градската општа болница 8 септември, каде го згрижили и интубирале, но поради сериозноста на повредите го транспортирале на скопските клиники. Некаде во 21:45 на хируршката клиника е донесен пациент со политраума, тешка невротраума и траума на градниот кош и десната бутна коска, пошто веднаш е направена соодветна дијагностика. Се продолжува со механичката вентилација, хемодинамски пациентот бил прилично нестабилен, започната е реанимација по сите протоколи за срцево-белодробно и мозочно оживување, меѓутоа, на жалост, пациентот не успел да преживе и подлегнал на повредите, некаде во периодот од 23 и 20 часот пациентот починува на нашата клиника. Во сообраќајката повреден бил и 24 годишниот возач со Фијат Панда кој бил од село Буковиќ. Нему му било укажана лекарска помош во хируршката клиника Свети Наум Охридски, каде во 1 часот по полноќ бил лишен од слобода и по целосно документирање на случајот. Како што информираат од МВР, ќе биде поднесена пријава по итна постапка. Увид на местото на несреќата извршил и надлежен обвинител, а телото на починатиот е дадено на обдукција.
Сења Димитровска, Сител телевизија. Мицковски одби да ја коментира одлуката на Кривичниот суд со која осомничениот за спорни набавки на мазут Асмир Јаховски од Куќен доби мерка притвор за дрешетки. Без разлика дали ми се допаѓа или не, нема да коментирам судски одлуки, рече денеска Мицковски. Лидерот на СДСМ пак директно го обвини Мицковски за партизација на судството. Доколку сака вистински реформи, подготвени сме за национален консензус, порача од СДСМ. Променетата одлука за определување ефективен притвор за осомничениот Асмир Јаховски, собственик на Пуцко Петрол, премиерот не сака да ја коментира. Мицковски вели дека на тоа прашање само судиите може да одговорат. Премиерот вели без разлика дали тој се согласува со нивните одлуки или не, тој нема да се меша во нивната работа. Не знам, ќе треба да добиете коментар од судиите. Ваш став? Па, тоа е мој став. Не можам јас да коментирам од името на судиите. Сум рекол дека не ги коментирам судските одлуки и така и ќе продолжам да се однесам. Без разлика дали тие ми се допаѓали или не, јас нема да ги коментирам, така што зашто се овие променливи одлуки ќе треба можеби од нив да побарате мисли. Мицковски денеска повтори дека неколку суди и обвинители биле последниот браник на СДСМ и ДОИ. И тоа го че промената чувствуваат резултат дека ниту судството, ниту обвинителството се уште не се ослободени. Евидентно е и ова е аргумент дека се уште судството и обвинителството не се ослободени и влијат, се обидуваат се уште да влијат лошо на процесите и тогаш кога има јасни одлуки и јасен криминал кој што не е само корупција, туку е засегнат и животната средина, збориме за мазутот, но мислам дека пораката беше јасна од оваа влада дека борбата против корупција има нула толеранција и никој не е над законот. Власта да престане да врши притисок врз правосудните органи, бидејќи со таквото однесување довербата од 2% може да падне на нула, обвини лидерот на СДСМ кој ги коментираше најавите на премиерот дека на судски совет може да им се случат протести. Филипче порача дека вистинскиот начин за темелна реформа може да се спроведе со усвојување на законите од реформската агенда, зашто рече дека власта може да смета на нивната поддршка во парламентот. За случајот со осомничените за набавка на мазут вели дека очекува брза и транспарентна истрага. Очекувам брза, транспарентна истрага и секој кој што го прекршил законот треба да одговара. Мислам дека е апсолутно некоректно и непринципиелно да се доведува Социјалдемократскиот сојуз во некаква врска со тие бизниси, со Пуцко Петрол, кога видовме дека во изминатиот период огромен број на постапки и тендери кај градоначалници на ВМРО-ДПМН од страна на нивни министерства ги добила токму таа компанија. За случајот со перење пари при набавка на мазут од вчера ефективен притвор доби собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски, откако кривичен ја преиначи одлуката со која првично му беше определена мерка куќен притвор. Тој е еден од осомничените за тендерот за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино. Со истрагата се опфатени Радко Капушевски и Ерџан Сулковски, собственици на РКМ, екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски кој е во бегство и уште 9 лица кои учествувале во тендерската постапка. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. 23.000 членови на СДСМ утре ќе гласаат за избор на партиски лидер, но изборот им е само еден. Венко Филипче е единствениот кандидат. Тој вели дека партијата се консолидирала и очекува повеќе гласачи од претходните внутрипартиски избори. Според политичките аналитичари, локалните избори ќе бидат првиот вистински тест за Филипче. Деспина Тодоровски има повеќе. СДСМ утре ќе го избира Венко Филипче како единствен кандидат за лидер на партијата. На редовните директни внутрипартиски избори за гласање се пријавени близу 23.000 членови, бројка идентична со онаа на изборите во јуни. Филипче негира дека фактот што нема против кандидат е знак на партиско незадоволство. Напротив, вели дека токму големиот интерес за гласање покажува дека партијата полека се консолидира. Тоа што имаме интензивни средби на ниво на сите општински организации на кои што состаноци доаѓаат огромен број на членови кои што до пред некое време едноставно покажувајќи револт не се појавуваа на тие состаноци, а сега се присутни и сугерираат, учествуваат во процесот на градење на политики, за тоа е за мене само еден знак дека консолидацијата е веќе настаната и ние продолжуваме во следниот период да се спремаме за локалните избори кои што ќе дојдат на есен. Според политичкиот аналитичар Петар Арцовски пак недостатокот на волја кај останатите истакнати членови на СДСМ да влезат во изборната трка може да се должи на тоа што изборниот резултат е веќе познат. Но многу поважни ќе бидат локалните избори, кои според Арцовски се првиот сериозен тест за лидерските способности на Филипче.
Третата, според мене, најверојатно сценарио е дека вистинската битка доаѓа после локалните избори. А бројките покажуваат дека дека ВМРО-ДПМН ќе ги добие локалните избори и после тоа дека СДСМ ќе има уште еден нов циклус на интроспектива. Дали тој ќе експлодира во некаков натрепартиски раскол или не знаеме, но ако резултатот на советничките листи на СДСМ е блиску или подобар од нивниот резултат на парламентарните избори, позицијата на Венко Филипче е сигурна. Но ако се намали уште резултатот или ако биде уште полош, што не е невозможно да се случи, мислам дека вистинска битка треба да очекуваме после локалните избори. Филипче за лидер беше избран во јуни минатата година на вонредни избори, кои СДСМ ги организираше по оставката на Ковачевски поради историски најлошиот резултат на парламентарните и претседателските избори. За разлика од утре, кога ќе биде единствено име на гласачкото ливче, на претходните избори Филипче имаше тројца против кандидати: Деспотовски, Петровски и Бајдевски, кои во предизборниот период обвинуваа за нерегуларност и нефер изборна трка, поради кој Петровска 2 дена пред изборите се повлече. Но и покрај ова, Филипче победи со освоени над 50% од запишаните членови за гласање. По утрешните избори Филипчек има мандат од 4 години. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. За владата нема алтернатива, ниту откажување од европската перспектива на државата. Мицковски вели дека нема да се откаже од преговарање и ќе користи секоја прилика да ги убеди во Брисел дека го заслужуваме местото во европското семејство. Иако факт е дека во моментов има обструкции на евроинтегративниот пат. Нема никогаш, веруете, никогаш да излезам и да се предадам и да речам ова битка е загубена. Не. До последно ќе се бориме и ќе се обидеме нашите аргументи да ги пренесеме, се со цел овој процес да го одблокираме и да добиеме вистинска европска иднина, а не билатерални прашања од средниот век да не бидат кочница. Дали ќе го одблокира Европската Унија поради барањето не на земја членка да го блокира овој наш процес, тоа зависи од самата Европска Унија, не зависи од нас. Ние дадовме премногу, како ниту еден народ, како ниту една земја за таа Европска Унија. Сменивме име, сменивме знаме, сменивме банкноти, устави менувавме. Што све не направивме, каквити све не кнедли понижување истрпевме и како народ и како граѓани, за жал, се наоѓаме на истото место каде што бевме пред 25 години. Сега треба некој таму во Брисел да погледна кон себе, дали на вистина сака овој регион да го види и ова мала земја во срцето на Балканот, малоубројна земја во срцето на Балканот, со луѓе со големи срца во Брисел. Дали односите со Софија одат во погрешна насока? Колку може да помогнат европските лидери и дали владата се надева на успех за позиционирањето на Македонија во меѓународните односи и смената на амбасадори? Во тема на денот со министерот за надворешни работи Димчо Муцунски. Агенцијата за храна и ветеринарство информираше дека минатата и оваа недела спроведени се 154 вонредни инспекцијски надзори во магазини и ладилници за храна, при што утврдени се недоследности кај 41 оператор, за што се издадени решенија за наредба, изречени се 15 парични казни и уништени се десетина килограми небезбедна храна. Кај 7 од контролираните оператори утврдени се незадоволителни хигиенски услови, а кај 20 производители не биле означени производите на македонски јазик. АХВ информира дека кај 8 оператори со храна утврдено е дека вработените немале санитарни книшки, односно биле без задолжително спроведен здравствен преглед. Кај еден од операторите АХВ утврдила дека врши недозволено препакување на производи од животинско потекло. Минатата недела во Скопје при спроведен вонреден надзор затворена е нелегална работилница за производство на производи од месо и нештетно се уништени околу 200 килограми небезбедни производи. За сторениот прекршок на нелегалниот оператор изречена му и парична казна. При друга контрола од физичко лице одземени се 50 килограми производи од месо со непознато потекло. Производите се продавале на отворено без потребен температурен режим. Физичкото лице добило парична казна, а одземените небезбедни производи од месо нештетно се уништени. Над 160 веб страници за нелегално онлайн обложување ќе бидат затворени откако ќе стартува примената на Законот за електронски комуникации. Измените поминаа во собраницка процедура, а примената ќе стартува по нивното објавување во Службен вестник.
Над 160 веб страници за нелегално обложување ќе бидат забранети во првиот бран од стапувањето на сила на измените на Законот за електронски комуникации, информираше денеска во Штип министерот за дигитална трансформација. Нелегалните приредувачи на игри на среќа ќе ги анализира Државна лотарија, од каде до министерството ќе се испрати нотификација со табеларен приказ на веб страниците кои треба да се забранат. Ние таа ја ажурираме, ја испраќаме како налог за забрана до Агенцијата за електронски комуникации, која што ја забранува преку телеком операторите, што значи дека од испраќањето имаат рок во 3 до 5 дена да постапи Агенцијата за електронски комуникации и телекомите и тие веб страници ќе бидат забранети. Како што кажав и при носењето на законот, ова трка ќе биде постојана, нема еднаш да го правиме тоа. Од прилика мислам дека темпото ќе биде 2 до 3 недели на почеток, што значи дека на 2-3 недели Државна лотарија ќе ни известува за нови веб страници кои што се појавувале, а ние со налог ќе ги забрануваме се до финално завршување на процесот да ги одвратиме граѓаните да се учесници во нелегално приредување на игри на среќа онлайн. На овој начин граѓаните се штитат и од злоупотреба на личните податоци, картички и сметки во банка, но и ќе се штити буџетот од излевање на средства кои би требало да се слеат по основ даночна обврска. Пред носење на законските измени, детектирани се 160 страници кои нелегално приредувале игри на среќа. Првиот бран сигурно ќе бидат повеќе од 160, но мислам дека и во секој нареден бран, како ќе забележува Државната лотарија, но и други заинтересирани страни ќе забележуваат дека постојат нелегални приредувачи на игри на среќа онлайн во Македонија, тие може да ни информираат и ние веднаш ќе постапуваме. Ова според Андоновски е битка на целото општество против една епидемија која ни се случува последните години. За Сител, Трајан Ристовски. Гостите во Охрид се жалат на високи цени, туристичките работници уверуваат дека се на исто ниво како и во сите останати туристички центри. Охрид, познат по својата убавина и културно-историско наследство, секоја година привлекува голем број туристи. Но многумина се жалат на високите цени кои се задржуваат дури по завршувањето на сезоната. Туристичките работници и водачи пак тврдат дека цените во објектите се слични со останатите центри и дека тие се само во рестораните и кафолињата на брегот на езерото и во чаршијата. Цените не мислам дека се повисоки од лани и цените мислам дека се приступачни. Мислам дека имаме малку хотели. Колку и многу хотели да се изградат, значи ево еден повик до владата да организира да може да се изградат хотели, колку и повеќе хотели би се изградили, секој пат сите би биле полни. Од туристичките агенции пак од нашето соседство велат дека цените кои се нудат во аранжманите се поволни. За разлика од стандардот кај нас, Охрид не е толку скап, но Охридското езеро секого го остава без текст и остава посебен впечаток. Тоа е коментарот на сите луѓе кои доаѓаат и го посетуваат Охрид. Оваа ситуација го потикнува прашањето дали Охрид станува премногу скап за просечниот посетител, дури во месеците кои традиционално се сметаат за пониска туристичка сезона. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Во продолжение